Imаме негде околу 15 на минути време со Петар Арсовски. Добро утро, Петар. Да поразговараме за ова што се случува во Македонија, бидејќи вчера завчера прочитав твојата колумна, најнова, пишува за Deutsche Welle, а потоа се пренесува на разни портали, има по еден читател на секој портал и така до безкрај. Околу која практично се резимира нешто што веќе се разговара по долго време и така натаму, а и во контекст на ова што се случува со овие барање на опозицијата, него и сега никогаш да се седне, ви даваме шанса, ви одбројуваме денови и така натаму. Значи, има ли Македонија план Б, бидејќи планот А за интеграција во Европската унија, со сите напори што се направија, со се што се превзема од двете нови влади и така натаму, стојат прилично тенко. Прво да прашам, се разбира, мислам на бугарско-македонскиот диалог. Прво да прашам, Пеđa, каков е скорот после овие 100 дена од воспоставување на нови односи со Бугарија, желба за напредување на односите, за позитивни одгласи и така натаму, после се што се случи, што може да кажеме после овие 100 дена? Се разбира, ние гледаме во последните 100 дена некаква нова динамика во односите. Петков, Ковачевски имаат една забрзан интензитет на разговори, повеќе се среќаваат и така натаму. Но имам впечаток дека тие се исклучок во средините од кои доаѓаат. Особено во Бугарија, каде Петков го видовме таков од Харва, костумосан, без кравата, некако изгледа наивно како паднат од хеликоптер во сред отварањето на клубот на Ванчо Михајлов, каде Јотова и Каракачанов го доминираат тој наратив. Во една позната своја природна средина. Да, во една природна средина и јас се прашувам што бара човекот таму, дали е некаква стапица што воопшто влегол во тој наратив. Интересно е што и ти го употребуваш зборот стапица, Бучковски така го видов Бучковски. Ден, гледам некои други коментари на колеги, така сите говорат за стапица. Толку е наивен Петков или сепак вешто подготвено сето тоа? Можно е да нема избор. Тој можно е да, како што вели Бучковски, да едноставно не може да си дозволи да го препушти целиот тој наратив на само националистичките елементи во неговото општество, иако можеби тоа ќе беше попаметен чекор, бидејќи македонската па и меѓународната јавност нема големи очекувања од Јотова и Каракачанов во ова прашање, има големи очекувања од Петков. Да. И Петков кога ќе се појави во друштво на тие, и тој е избербатен од тој условно речено наратив. Така што мислам дека Ковачевски и Петков имаат подобра динамика него што сме можеле да замислиме. Но не се единствени. Планот кој го коваат тие очигледно не го споделува целото општество во Бугарија и целото општество во Македонија па и пошироко. И воопшто не сум сигурен дека ние го коваме планот. Ако смеам да забележам во еден друг, да кажем, ајде сега, политичко-фолклорен формат, тоа беше и помеѓу Заев и бугарскиот тогашен премиер Борисов, така е. Така што и тие двајцата имаа односи кои што беа над просекот на меѓудржавните. Сега тоа се случува со Ковачевски и Петков. Меѓутоа, реално, особено во Бугарија, атмосферата е таква што ние можеби имаме преголеми очекувања, можеби самиот Петков има преголеми очекувања за тоа што може да добие со 100 дена подобрување на односите. Дека тоа таму тешко ќе се менува како атмосфера, како политичка средина по однос на овие прашања. Петков во моментот едноставно нема доволно политичка сила да помине договор кој нема да биде консензуален во Бугарија. Одамна разговараме за тоа дека како што ќе наближува времето за завршување на тој дил, во Македонија сентиментот ќе биде да го завршиме и тоа веќе еднаш да го тргнеме од глава. Се разбира под услов тоа да не е нешто безобразно. Додека кај Бугарија сентиментот ќе биде обратен. Тие ќе чувствуваат дека го губат последниот адут и отпорот во Бугарија ќе се зголемува експоненцијално како што доближува. И тоа му се случува. Му се случува на Петков. Дури тоа оди дотаму со овие последни екзибиции на Радев и така натаму, тие еден наратив кој дивергира во основа од решение. Прашање е дали ние сме можеле да направиме нешто воопшто различно. Воопшто прашање е дали Бугарија незината доктрина за надворешна политика во која Петков е само еден мал дел, сепак дали воопшто нема донесена одлука дека треба да го замрзне овој спор на 1-2 децении, затоа што можеби информирани од дека таа стратегија на Грција и донесе успех, да речеме. Така што ние нема да го знаеме тоа. Но вредеше да се обидеме со овие 100 дена.
Видете, значи кога збориме за план Б, Македонија нема план Б во однос на Европската унија. Сега ќе дојдеме до планот Б, да ги имаме. Сакам да кажам, патот е тој. Ние немаме што друго да правиме освен да бидеме возрастните во спорот. Гледам дека тоа во последно време активира некаков стратешки диалог со Соединетите американски држави. Стейт департаментот има неколку соопштенија во последните 10 дена во кои ги повикуваат двете страни. Сега дознаваме дека Стейт департаментот е ангажирани во некакви директни билатерални разговори со Бугарија околу тоа дали тоа може да се стануваат погруби, тоа се гледа, иако се препуштија прилично време и од Европската унија и од американците, кога можеби ова можеше, па дури и во времето на Борисов поинаку да се менаџира, го пропуштија тоа време. Сега гледам дека американците ескалираат, но прашање дали може тој преврат, особено во овие руско-бугарски околности, бидејќи Русија е фактор кој што секако нема корист од решавање на македонско-бугарскиот спор, а има корист напротив од замрзнување. Проблематично е што фазата во која се наоѓа спорот може да се заврши за еден ден, а може да трае 2 децении. Бидејќи во основа ние сме направиле тоа што можеме да направиме. Да речеме, Македонија рече дека и нема проблем да разговара за бугарите во уставот, бидејќи тоа non-issue кај нас. Релативно се отцртани контурите на пакетот кој се базира делумно на португалскиот предлог со некои додавки, придавки и така натаму. Мислам со некои корекции кои во меѓувреме се направени билатерално. Во основа е политичката волја во Бугарија. Ретнигот на Петков поради општата криза и поради ова оди во надолна линија и за него ќе биде се потешко. Јас лично не сум оптимист за јуни, мислам дека е поверојатно да немаме решение за јуни и имаме уште еден мал прозорец евентуално до декември, но со пола од веројатноста од ова што имаме до јуни и потоа понатака се ќе биде комплицирано, односно ќе влеземе во зоната во која Европската унија ќе го преиспитува процесот на проширување ан женерал. Да придеме на планот Б. Во студио во последнава недела се провртеа тука од Бојан Маричич преку Бујар Османи до разноразни други политичари и аналитичари и така натаму. И доаѓаме некако до констатација, говорам за овие луѓе од власта кои што говорат, дека на крајот сите овие теми се однесуваат и на внатрешната македонска политика, односно на желбата и на волјата на оние кои што градат позиции, како да не губат позиции заради сето ова. Сега, кога завршува овој план А немаме јасен план Б, како што и самиот велиш, од друга страна се подигна ова барање и притисок од опозицијата, вчера веќе е официјализирани така натаму, воредни избори, нешто што тие што е право со години го говорат и практично не знам дали ова само некаква тактика на промена на оти ништо друго и не се прави. Што може да очекуваме во периодот што доаѓа? Веќе се блокира сега и собранието. Мене не ме загрижува радикализацијата на риториката на опозицијата. Опозицијата на крајот на крајшта, било која опозиција во Македонија, постојано последните 15-20 години вели се е катастрофа, мора одна да идеме на избори. И тоа е еден редовен наратив, сега можеби малку ескалиран со некаква функционална блокада на собранието, комисии, предпоставувам, протести. Мене повеќе ме загрижува ризикот од декаденција на политичкиот наратив на власта и на ЕУ поддржувачите, ако ние не ги почнеме преговорите во јуни. Ние имавме една таква ситуација 2008, ако се сеќаваш до 2008 Груевски беше златното момче на меѓународната заедница, реформи даночни, реформи фискални и така натаму. И 2008 едноставно напуштајќи ја таа перспектива, самитот во Букуреш, самитот во Букуреш и неможноста да станеме членка на НАТО, едноставно македонската политичка елита од двете страни, а најмногу таа на власта бидејќи таа го доминира политичкиот наратив, едноставно откажувајте се од тој бенефит како да се откаже и од тие вредности. И мене повеќе ме загрижува ерозијата на тој наратив кај власта, воопшто во општеството, опозицијата, секако. Па добро, ама Пеđe, веројатно може нешто од тој да се разбере. Навистина сме уморни. Навистина е цинизмот во јавноста време. Па ја денеска, бидејќи ве пишуваме колумни и така натаму, што и да напишеш, секако си исплукан по сите основи, ако си позитивен, ако си конструктивен. Имајќи предвид дека ние со право сме разочарани, лути, повредени и ни е сгрешено на таа агенда, а ние реално ни географски, ни вредносно, ни стратешки немаме друга опција. Ние сме де-факто припаѓаме на ЕУ во моментот и ЕУ не знае што ќе прави во таа агенда. Прашањето како да составиме некаков наратив кој нема да го запостави тој факт, а при тоа ќе земе предвид дека ние
трасава по која одиме во моментот е полна со пречки. Јас не гледам друг избор освен суштински реформи дома. Што е различно Тоа веќе како Да, не суштински реформи, од само тоа правиме белги 30 години. Знаеш како, мислам дека стравот е дали ние суштински имаме политичка волја и хуман капитал да направиме такви реформи, судство, борба против корупција, криминал и така натаму, без скрининг од ЕУ. Добро, ама Пеđа, ако смеам да забележам, денеска и мојата колешка Ана Анастасовска во коментар во Слободен печат на еден начин тоа го забележува на опозицијата. Наместо опозицијата да блокира парламент, наместо повторно хистерии, знаеме, демонстрации, што знам, протести, петколи ќе блокира тугица или, не знам, читање поезија ќе блокира собрани и така натаму. Зошто не повикаат, да речеме, и едните и другите, ајде да се направи договор како да се намали во наредните 5-10 години државната администрација. Ајде да повикаат како да речеме да направиме земјишна реформа во Македонија. Ова ништо нема врска со ЕУ. Ние и со ЕУ и без ЕУ не чека. И такви има 100 прашања, наместо ова постојано ја ќе те блокирам, ти ќе ме блокираш. Токму тоа е прашањето заради кое е неопходно да се отвори некаква инклузивна постапка, бидејќи има реформи кои не може да се завршат за еден мандат. Има реформи кои го надминуваат мандатот на една политичка партија. Кој да е на власт, ова го прави. Што правиме со образованието во наредните 15 години? Ќе се тоа фараонски генерацијски проекти, земјишна реформа, намалување на јавна администрација. Никоја партија сама од себе нема да скрати 2/3 од јавната администрација колку е неопходно да се скрати и пред тоа да изгуби 2/3 гласачи. Зошто не се случува ова? Затоа што наративот на опозицијата во моментот е следен. Ни викаат, ајде да седнеме еве ви експерти, меѓутоа услов е тие разговори да завршат со договор за предвремени парламентарни избори. И колку што го разбрах Мицко, тој вика ова не е, ова е пакет. Не можеш да избереш да земеме да разговараме за реформи без тоа да заврши со... Значи тоа е оптика на нишан, некакви условувања кои во основа не се поттикнати од желбата да се создаде некаква заедничка агенда, туку од, да речеме, дневно партиски потреби. Тоа се знае како ќе заврши. Власта веќе од различни партии, на различни нива го одбиваат тоа. Тоа значи дека сега ќе влеземе во една ужасно здодевна, како да кажам, оптоварувач, нешто што милион пати сме го виделе. Секојдневни пресконференции, едни, други, особено опозицијата, блокирање и така натаму, ништо добро нема да се случува. Колку може тоа да трае? Бидејќи во твојата колумна ти велиш дека можеби дојдено време за друг некаков модел на како да се формира сега некаква изгледна власт, ако не може. Бидејќи одење на избори очигледно за овие што се на власт не е опција. Не само за тие што се на власт, гласачите исто така велат, 2/3 од гласачите велат на последните анкети дека се против предвремени избори. Предвремени избори се логично решение за голем дел од гласачите ако се блокира системот тотално и не е исклучено блокадата на системот да создаде таков амбиент. Можно е ако таа блокада ескалира. На тоа игра опозицијата, претпоставувам, да. Кога збориме за например Еди Рама, тоа го решава со некаква национална консултација. Потребен е некаков ресет на системот во кој дивергентните партиски политики да станат некакви национални политики. Може би е време да се разговара за широка или експертска влада. Може би е време да се разговара за национална консултација со некаква декларација за основните постулати на некакви базични политики, како што вели земјоделска реформа, владење на право и така натаму. Меѓутоа ние мора да се свртиме малку кон себе и да изградиме некаков нормален заеднички наратив кој нема да биде предмет на вакво дневно препукување. Ако не го направиме тоа, таа енергија ќе се потроши на еден од овие два избора. Едниот е во летаргија, а вториот во радикализација. Така што голем дел од гласачите кои се разочарани од тоа ќе останат дома, нема да гласат за ниту една партија, едноставно ќе се потроши таа политичка енергија, а вториот дел кај што ќе ескалира тој политички драйвер ќе одат во анархизам, било кој да се запалат сите замоци на овие што се сега политичка енергија. Ова е една прекрасна перспектива. Ја чекам Македонија, не знам зашто ми звучи познато. Може би затоа што го повторуваме така до 3 децении за нас. Петар Арсовски, благодарам да мислам дека бевме јасни и дека е доволно каде одиме што одиме. Пак ќе пресечеме за некоја недела, еве можеби веќе кон крајот на месецот да видиме до каде сме стигнати. Благодарам за ова утринско брифирање.